Драги ученици, здраво! Се викам Радмила Манчевска и сум психолог и истовремено професор по психологија во Средното општинско училиште во Виница. За овој наставен час имаме наставна единица под наслов Влијанието на наследството и средината во психичкиот развој на единката. Затоа имаме поставено две цели. Запознавање со факторите кои што влијаат врз психичкиот развој и запознавање со нивното поединечно влијание и значење за правилен развој на личноста. При разработката на овие цели ќе одговориме на неколку прашања. И тоа, кои се тие фактори кои што влијаат врз психичкиот развој на личноста, како тие фактори влијаат, што е тоа што е значајно за нивното влијание и зошто е значајно да ги проучуваме. Како фактори на психичкиот развој на единката се јавуваат три групи на фактори, и тоа наследството, средината и активноста на единката. Кога зборуваме за наследството, сигурно ни се јавува асоциација за нашите гени, за хромозомите кои што ги носат наследните диспозиции. И во право сте секако, затоа што наследните диспозиции се оние во кои што се складирани информациите за тоа како ние изгледаме, каква е нашата телесна конституција, каква боја на коса, каква боја на очи, но и тоа како ние реагираме. Но секако во наследните диспозиции има информации и за нашите способности. Во секој случај, овие наследни диспозиции можат да бидат биолошки и генетски. Биолошките наследни диспозиции се однесуваат на наследството на одредени особини карактеристики поврзани со човековиот вид, додека генетските наследни диспозиции се однесуваат за наследството за особини карактеристики кои што се поврзани со единката, со поединецот. Значи, кажавме дека во рамките на наследните диспозиции имаме информации за нашите способности, за тоа кои способности ни се повеќе развиени, а кои помалку развиени, но тие не се дадени готови. За да можат да се развијат, секако се потребни и други фактори. Тоа значи дека информациите за одредени способности, дали станува збор за музичка способност, математичка способност, дали станува збор за спортска, физичка, во голем степен зависи и од некои други фактори. Ние ги имаме овие способности како наследни диспозиции, но дали ќе се развијат на степен на кој што можат да бидат навистина успешни, зависи од некои други фактори за кои што ние во текот на оваа наставна единица ќе зборуваме. Сваќањата кои што посебно го нагласуваат значењето на наследството ги нарекуваме нативистички сваќања. И овие сваќања пред се укажуваат на тоа дека наследството е еден од најбитните фактори и пресуден фактор за тоа каква може да биде личноста. Преку наследството се наследуваат телесната конституција, нервниот систем и ендокриниот систем. Но дали преку наследството се наследуваат одредени вредности, одредени ставови, одредени интересирања за тоа колку сме искрени, колку сме вредни, колку сме одговорни. За тоа ќе одговориме на следниве слайдови. Значи, колку можеме да бидеме отворени, искрени, упорни, одговорни, затоа поголемо влијание има средината. Средината има влијание преку социоекономските и културните аспекти. На тој начин што ни овозможува, ни вградува во нашата личност одреден вредносен систем, кој што вредносен систем заедно со културата станува дел од нашата личност. Училиштето, семејството, другарите, општествената заедница во која што живееме, природната средина и ресурсите, обкружувањето, сето тоа влијае врз тоа
каква личност ние ќе бидеме. Не е сеедно дали личноста ќе живее во средина со богати ресурси и обкружување, каде што има поттикнување и стимулација на голем број способности, на голем број активности, или едноставно ќе живее во средина каде што е посиромашна, каде што имаме оскудни ресурси и каде што имаме сиромашно обкружување. Личноста нема да биде иста. Може би ќе има одредени наследни диспозиции и зајавување на одредени способности, меѓутоа, доколку средината не ја овозможи оптимален развој, тогаш тие способности нема да може да се развијат до ниво до кое што инаку би можеле. Примери за тоа се, како што гледате и на овој слайд, децата кои што израснале со животни. Значи, како сиромашната средина го спречува развојот на одделни предиспозиции. Можете да видите на сликите дека овие деца дури се научиле да одат како на 4 нозе. Значи, предните раци ги користале како нозе, затоа што израснале со животни. Овие деца не можеле да зборуваат, затоа што немало од кого да научат да зборуваат и покрај тоа што имале предиспозиции за развој на говорот. Кога ги откриле, луѓето се обиделе да ги социализираат и да ги вклопат во социјалната средина, но за жал, овие деца рано умирале, рано се разболувале од одредени болести и на тој начин нивниот живот бил рано прекинат. На овој линк можете да видите подетално за сите овие деца кои што биле најдени и кои што израснале во придружба на диви животни. За разлика од сиромашната средина, стимулативната средина, значи средина со богати ресурси, овозможува оптимално ниво на развојот на одредени особини. Пример за тоа ни е познатата американка која што била глува и слепа уште од неколку месечна возраст, но сепак, живеејќи во одредена богата средина во која што имала стимулација и поттик за развој на одредени своји способности, средина во која што таа имала своја собствена гувернанта, која што ја учела. Оваа жена се здобила со диплома за уметност, оваа жена станала позната писателка, станала политички активист и предавач и покрај тоа што била истовремено и глува и слепа. На овие два линка можете да најдете за животниот пат на Хелен Келер, меѓутоа можете и да го најдете незиниот филм и навистина е вредно да го погледате и да видите како човекот може и покрај ограничувањата да успее во она што сака да успее. Третиот фактор кој што влијае врз развојот на личноста е активноста. Детето уште од самото раѓање е активно, уште од самото раѓање ја истражува средината, подоцна започнува да си игра, со самата игра ги развива своите способности, ги развива своите вештини, го поттикнува психофизичкиот, моторниот развој и на тој начин полека се подготвува за одредена активност која што е многу побитна, а тоа е учењето. Преку учењето ги надоградува и ги проширува своите знања, меѓутоа и своите вештини, за да на крај, преку работата, личноста едноставно може да стане продуктивен дел од општествената средина, која што е значајна за средината, меѓутоа и за сопствениот личен раст и развој. Значи, активноста како интензивна, свесна, целенасочена дејност е многу битна за развојот на психичкиот живот на човекот.
Што можеме да заклучиме? Дека наследството влијае врз телесната конституција, врз тоа каква боја на очи имаме, коса, боја на кожа, како реагираме, односно преку нашиот темперамент, какви способности имаме и можности да ги развиеме, меѓутоа влијае и врз јавување на одредени болести. Од друга страна, средината пак има свое влијание врз јавувањето на одредени особини на личноста, за тоа колку сме искрени, колку сме вредни, колку сме честни, колку сме одговорни, колку сме упорни или друштвени, за тоа кои вредности ги имаме во себе си вградено, кои ставови и интересирања ги имаме, каков начин на комуникација ние манифестираме. Исто така, можеме да кажеме дека активноста на единката има многу значајно влијание на тој начин што го поттикнува наследството, но истовремено ја поттикнува и средината, ги инкорпорира сите овие фактори во целокупниот развој на личноста. Затоа што вие можете да имате наследни диспозиции за, да кажеме, да свирите на одреден музички инструмент. Вие можете да живеете во средина која што е оптимална, која што има богати ресурси, но ако вие не сте активни, тогаш овие ваши наследни предиспозиции нема да може да се развијат до степен до кој што инаку се дадени во гените. Затоа ви препорачувам да го искористите тоа што го имате како наследство, да го земете тоа што средината ви го дава и на крајот да го инкорпорирате со вашата активност и да ги постигнете вашите цели. Со тоа ја завршуваме и оваа наставна единица. Јас ви благодарам и ви посакувам секое добро.